Почитувани, добар ден. Започнуваме со црвена линија. Во Кавадарци по полициска контрола во кафе барот Рома, Министерството за внатрешни работи го уапси српскиот пејач Аца Лукас. Според извештајот, инспекторите тврдат дека се прекршени неколку закони, а сопственикот и организаторите тврдат дека се придржувале до законите и ги превзеле сите мерки. Настанот отвара сериозни прашања за тоа како се организираат големи забави во затворени простори, колку се почитуваат правилата за капацитет и евакуација и дали контролите се доволно ригорозни. Министерството за внатрешни работи ги брани законите, а организаторот го брани настапот. И секако денес во црвена линија ве прашуваме дали сметате дека всушност имаме и доволно контроли. Односно, ова е прашањето кое што денес во текот на целиот ден црвена линија го постави до оние кои што не следат на Инстаграм. Стандардната Инстаграм анкета за која што може да имате учество доколку не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Црвена линија денес ве прашува дали институциите спроведуваат доволно контроли во угостителските објекти. Како што гледате, два одговори како можност на кој што можете да кликнете, дали е тоа да или не, така да кликнете на полето кој што го содржи вашиот одговор, а ние секако стандардно во текот на ова издание на црвена линија ќе ги пресметаме и сумираме во проценти резултатите и соопштиме некаде кон крајот на ова денешно издание. На самиот почеток ве канам сите да се вклучите во оваа денешна дискусија. Доволно е да се заврти за учество нашиот добро познат број 02 307 0005. Една исклучително важна напомена. Од технички аспект, на самиот почеток ве замолувам, намалите го целосно тонот на телевизорот, што значи при вклучување од режија, вие го исклучувате тонот на телевизорот и јас и вие зборуваме преку телефонска слушалка. Во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на Миомир Серафиновиќ, а потоа ве очекуваме во ова денешно издание на Црвена линија. Синоќа во салата Јане Сандарски, додека траел концерт на српскиот рап пејач Девито, имало две закани за поставени бомби. Од МВР потврдија дека се проверени и било утврдено дека се лажни. На 22.11.2025 година во 20 часот и 51 минута и 21 часот и 17 минути на линијата за итни повици 112 се добиени телефонски пријави за наводно поставени експлозивни направи во објектите на спортската сала Јане Сандарски и хотелот до неа. Веднаш се преземени неопходните мерки и активности од страна на полициските службеници. Извршени се потребните проверки и утврдено е дека станува збор за лажна пријава. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Според сознанијата на Телма, и двата повика се дојдени од телефони кои веднаш по јавувањето се исклучени. Но полицијата успеала да лоцира, за разлика од два претходни случаи со истата промотерска куќа, кога нивни концерти биле празнети поради лажни закани за бомби. Повиците биле од државата, но за време на концертот не била испразнета салата и пејачот, познат по носење на маска за да го крие лицето, го одржал до крај до 23 часот. Извори на Телма објаснува дека претходно, поради искуството на промотерот со лажни закани, тој е известил скопската полиција и бил направен специјален план за да се избегнат несакани последици. Пред концертот, антитерористички тим направил проверка на празната сала, а организаторот на концертот имал и детектори за метал. Сепак заканите повторно дошле, а проверката била брзо завршена поради претходните подготовки на концертот. Еден повик е лоциран и полицијата е во обид да го пронајде јавувачот на лажната закана. За 2 дена ова е втор концерт на кој се појавуваат безбедносни ризици. Иако оној на турбофолк пејач во Кафуле во Кавадарци е многу поопасен поради преголемиот број на гости на концерт кој не бил соодветно пријавен. Од пазарната инспекција тврде дека постојано се вршат проверки на места каде се собираат млади на организирани концерти и јавни настапи. Неделно правиме по десетици проверки и во случаите кога откриваме непочитување на законот или се затвораат угостителските објекти.
Покочани постојано сме на терен. Во конкретниот случај беа регистрирани многу прекршоци, а ние ќе издадеме платни налози за глоба на сопственикот на објектот, бидејќи се утврдени 2 прекршоци: пречекорување на бројот на гости и пушење во затворен простор. Во тек се подготовки на измени на закон за угостителска дејност и за вакви действија се планира воведување на кривични дела за сопствениците на објектите, кои ги ставаат во опасност сопствените гости. Концертот на турбо фолк пејачот Аца Лукас беше прекинат, а тој немал законски престој со пријавен концерт поради што е казнет, ама со 50 евра. Кавадаричкиот градоначалник Митко Јанчев пак тврди дека општината на сопственикот на кафулето, каде бил концертот, не му е издал потребната дозвола и дека не смее да се дозволи нов кочански случај со пренатрупани локали наместо со нормален број на гости. А драги мои, сега сакаме да вас слушнеме вас. Секако за оние кои што подоцна се вклучивте, секако ќе потсетиме денес она за што зборуваме е дали институциите според вас проведуваат доволно контроли во угостителските објекти. Секако во Кавадарци по полициска контрола во кафе барот Рома, Министерството за внатрешни работи го уапси српскиот пејач Аца Лукас. Според извештајот, инспекторите тврдат дека се прекршени неколку закони, а сопственикот и организаторите тврдат дека се придржувале до законите и ги превзеле сите мерки. Секако настанот отвара сериозни прашања за тоа како функционираат затворените простори, колку се почитуваат правилата за капацитет и евакуација и дали контролите се доволно ригорозни. Па дали еве според вас институциите спроведуваат доволно контроли во угостителските објекти? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Да. Повелете, ве слушаме. Да, се слушаме. Да. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Епа за црвена линија, зашто се... Така, за црвена линија. Вие сте во црвена линија и со внимание очекуваме да го слушнеме вашиот одговор. Дали институциите спроведуваат доволно контроли во угостителските објекти? Да го вратиме тајмерот, ве молам. Дали ме слуша гледачката? Добар ден. Добар ден. Па кој е вашиот одговор? Од кога се случила, мислам дека се почна да се води некој ред. Во Кочани, да. А сега исто беше и во Кавадарци. Продолжете, имате уште секунди. Епа ја мислам дека сега повеќе се води сметка и дека треба да се води, да се има ред на нешто. Да не гинат млади деца или било што. Моли? Ве слушаме, продолжете, имате уште време. Секој ден гледач има 90 секунди да образложи. Па еве, имате просто. Па мислам дека треба малце поорганизирано, малце треба и самите да сме свесни, значи стварно ова што се случува не е добро за сите. Малце треба да има ред за било за кој, дали за мене, дали за постари, помлади, за све треба ред да се стане, така да мислам дека МВР почнува да врши некои проверки, некој ред да се створи на самите нас, ако не можеме сами да средиме ред. А имате ли впечаток, еве, дека се држиме до правилата, дека еве се внимава? Не. Еве, сега имавме случка, па исто ќе се случеше во Кочани. Оставам, не дај Боже. Никој не го посакува тоа, ама добро реагира на време, така да добро. Во ред, благодарам многу. Останете секако со вас, ја започнуваме оваа црвена линија. И еве уште еднаш да напоменам, најверојатно ќе биде добре дојдено, особено за оние кои што ќе посакате можеби за прв пат да се вклучите во црвена линија. Секако секој ден од вас е добре дојден да даде одговор на нашето денешно прашање, а тоа е дали според вас еве институциите спроведуваат доволно контроли во угостителските објекти. Неретко и самите вие сте, верувам, гости во угостителски објекти, особено онакви локали каде што се одржуваат и концерти. Па еве, дали имате впечаток дека се организираат според утврдените правила и стандарди и дали ви се чини дека во оваа ситуација, бидејќи последниот настан ќе посетиме кој што не инспирираше да ја
започнеме оваа дискусија денес со вас е приведувањето на српскиот пејач Аца Лукас, кој што имаше свој настап во Кавадарци. Па се вршат ли доволно контроли? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Повелете. Вака ќе кажам. Не, го поздравувам градоначалникот. Партиски никого не поздравувам. Тоа што го направи градоначалникот на Кавадарци и властите. До кога бе луѓе? 200 луѓе локал, 700 примиле. Газдата кажува 400, па и 400 се премногу. Сакаме пак да ни се случи Кочани. Јас го поздравувам ова што се случува. Не Аца Лукас, абе ако сака нека дојде Елвис Присли. Немаш право тука, ние си борет и готово. Аца Лукас бил. Ако сака нека е. Јас го поштовам Аца Лукас и го правим. Меѓутоа, може човек од наседна на некоја работа, не е битно. Овие организаторите. Јас сум сега закон и тука е, не називам за партија. Одма ќе му оклам клjučот на таа институција што кажува за 200 луѓе, па се правда 400 биле. Абе ти одма си кажуваш самио кажуваш за 200 луѓе, ти велиш 400 беа, не 700. Го поздравувам гесто без разлика кој е на власт. Или сакаме пак да ни се случи, ќе спомнам Кочани. Рекол, да не си играме поќе. Или ќе бидеме држава, или ќе бидеме ѓубре. Благодарам многу за учеството и секако за одговорите споделени со гледачите во моментот на Црвена линија. За оние кои што подоцна се вклучивте, стандардно знаете Црвена линија секојдневно врз основ на темите за кои што зборуваме со вас, во текот на денот објавуваме и анкети. Денешната анкета прашува, а тоа ве прашуваме секако и во живо. Дали институциите спроведуваат доволно контроли во угостителските објекти? Заследете на Инстаграм, кликајте на вашиот одговор, дали е тоа да, не, и некаде кон Креативе ќе потсетам на ова денешно издание, ќе ги соопштиме резултатите пресметани во проценти. Продолжуваме со вас вклучување во живо. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Иако кратко време, за само ќе се трудам да одговорам, бидејќи овде во овој случај се 3 фактори виновни. Првиот фактор е родителите што не водат грижа за собствените деца, каде му се и до кого време треба да му бидат надвор. Второ е со тие луѓе што влагат во такви локали, што не е дозволено, има за деца, тоа што не се ти одат како мова без глава, не знаат кај одат. Трето е, полицијата воопшто не води грижа, значи институциите, ама апсолутно, не инспекторите нарочно, тие се само за пари, тие се корумпирани. Било пазарна, било трудова инспекција, тие стварно толку се корумпирани што немате представа. Значи, одат, имам увид, одат во фабрика, не одат да видат дали граблениците осигурили што се или како одат да земат, или роба, или било што да е, но само за корупција. Значи, воопшто Министерството за социјала не води грижа за народ, и посебно и МВР. И тука се виновни родителите. Значи, како родител треба да водиш грижа кај ти е социјалното дете. Кочани имате деца 15 години, до 5 сата. Како тоа дете до 5 не излего родител да го барат кај е тоа дете? Значи, воопшто нема грижа, не знам што е проблем. Значи, гледат собствен живот, и гледат да јадат да пијат, не да покафање по кафици како родители, а собствените деца кај му се жомласте воопшто. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас и продолжете да не следите понатаму. Секако за оние кои што нема да успеете да се вклучите во живо, а навистина сакате да дадете свој одговор на нашето денешно прашање, имате простор, се разбира, и на социјалните медиуми. Затоа е доволно пак да го заследите профилот на Црвена линија,
на Facebook, но секако и профилот на Телма телевизија, каде што редовно и паралелно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Пристигаат коментари, а за оние кои што и ве сакате да видите како изгледаме на Facebook, секогаш низ фотографија или графичка анимација Црвена линија поставува прашање, односно ја поставува темата за која што зборуваме со вас. Дали институциите спроведуваат доволно контроли во угостителските објекти? Тоа на што денес прашува Црвена линија и во живо, но и на Facebook. Пишувајте коментари или уште подобро вклучувајте се во живо. Но и една исклучително важна напомена, без разлика колку да сте гневни, изреволтирани, јас ве молам да се држиме и до нивото и културата во излагањето и давањето одговори, да се изостават вулгарности, навредливи зборови и секако говор на омраза. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали институциите вршат доволно работи од нивната надлежност? Дали спроведуваат доволно контроли во угостителските објекти? Не вршат никаква надлежност, не вршат никакви контроли. Тоа е све корумпирано од санитарни инспектори до УЈП, до пазарична инспекција. Тоа е банана држава. Банана држава. Се дозволува закона за пушење, не се издаваат фискални сметки. Што да ви речем? Банана. Ова го нема во Африка. Како ќе ја тераме вака работа да ја просто немам представа. Сивата економија света се прават 300 криминали. Сега во вчерашните вести кажете 20 тона компири од Холандија со изминат рок од 6 месеци. Не го трујат македонскиот народ, граѓаните на Македонија ги трујат. Ова го нема никаде, ова е банана. Кога гледате прво премиерот се клацка као да ветер го без навредливи зборови. Како вејкана. Па ќе реагира Црвената линија. Токму пред вклучувањето на гледачот напоменав до сите вас, колку и да сте изнервирани, изреволтирани. Ве молам без навредливи зборови, без вулгаризми и секако без говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Тоа можете да го постигнете. Црвена линија секако знаеме низ нашето искуство, низ сезоните, дека можете да поентирате, да дадете став, одговор, секако без да навредуваме и користиме непристојни зборови. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ало, се слушаме? Да, одлично, повелете. Благодарам. Прво да ве прашам вас лично, приведување и апсење не е исто. Човекот го приведуја, Лукас, а него, како вие рековте, не знам кој термин го потребивте. Тоа е приведен. Не разбирате? Така да човекот би се навредил, се апсат криминалци, се апсат убици, а ова е приведен. Едноставно прекршок направи го привеле. Исто како вие кои поминале на пешачки прелаз со телефонот во рака, нема да ве апсат, ќе ве приведат, ќе ви укажат. Дали институциите спроведуваат доволно контроли во угостителските објекти според вас? Не. Сега почна, али до сега не. Продолжете, имате се уште време. Благодарам. Таму влада една корупција. Прво, сите кафичи, сите угостителски објекти, апсолутно, сите кафичи, си има своји луѓе кои ги поддржуваат, кои што ги едноставно работат за нив, за процент. Случајно сум дел од таа фела и многу ми е познато што се прави. Тоа е, толку имам да кажам, благодарам.
Големо благодарам секако и за вашите одговори и за учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Останете, следете не и понатаму. За секој ден од вас кој што еве не му се доволни 90 секунди, решението е а секогаш сте и добре дојдени. Повторно да го завртите нашиот број 02307005, односно да добиете нови 90 секунди. Наскоро ќе почнеме и со читање на коментарите. Апсолутно бидете, ве охрабрувам, активни и на Facebook, но и напомена ве молам за да можеме да ги читаме коментарите, изоставете ги навредливите зборови, вулгарности, говорот на омраза или насилство. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Намалете тонот на телевизорот. Добар ден. Добар. Едно прашање. Поред сето тоа колку во салите они, дали е поише или помалку, воопшто за сите што ги повикуваме од другите републики, прашувам дали плаќаат данок на тие заработени нивни пари. Просто имаше коментари пред ова, например, дека дали плаќаат некаков данок што овде заработуваат. Дали може некој да одговори не само во Кавадарци, не на било кој повика, кај што се повикани, дали или се исплаќа 10.000 евра и така дали, ај со здравје. Кеш и си одиме. Тоа дали може да вие да го напоменете и уопште како телевизија, пошто во една прилика еден од нашите пејачи праша истото. Дали некој прашува дали они што ги викаат плаќаат даноци на државава, мислам многу логично е. Благодарам немам друг коментар, тоа да го земете во обзор и да го поставите и вие како прашање. Ке го слушнат секако гледачите вашето прашање, па верувам ке дадат и свој удел и можеби и нови насоки во однос на дискусијата. Но што се однесува до она што денес Црвена линија сакаме да слушнеме од вас е дали сметате дека доволно се вршат контроли во рамки на угостителските објекти. Добар ден. Јас ве замолувам да се намали тонот на телевизорот, ве молам. Ало, добар ден. Добар ден. Дека гледаш од Велес. Поздрав до вас, повелете. Ќе кажам, ќе бидам малку конкретен. Нас у држава на поедини луѓе не им иде паметот што се случува у држава со такви некултурни и моćници кои работат зад власта. Тоа треба да се прекине и да се води тешка контрола на таквиот луѓе. Не може у еден објект, ќе молам, изгореа 60 и кусо деца укочани. Зар сакаме сега пад има уште 100 или 200 души жртви? Па до кај одат тие моćници што го кажува што го прават ова? Па нели им е грев, срам, нели поштојат некако закон? Ако не беше градоначалникот на Кавадарци, они ќе си продолжат, не 100.000 души ќе пикнат, само интересна пара да се заврти, ништо друго поедини луѓе не изравна, ни жртви, ни буквално ништо. Закон за поединци луѓе не важи. Тие луѓе си ги водат своите прописи на игра како што се најнечесни. Таквите луѓе само гледаат профит, да па дали ќе загинат деца и дури и за нивните деца не водат ред. Срамота. Ќе ве молам, ова вистина нема крај. Нека се остати сиот македонски народ на вакви луѓе да се застави на патот, оти ќе не уништа таквите луѓе. Било да се случи у Кавадарци, некно кочани, сега ќе се случи у Велес, не дека, ако нема така контрола. Ова се продолжува као карциномија, као метастазирана работа. Не може човек да смисли ова што се случува. Благодарам што ме се слушате. Секако благодарам и вам што бевте дел од Црвена линија. Останете и продолжете да ги слушнете и останатите одговори и мислења на гледачите кои што допрва ќе ги вклучиме. Секако за секој ден од вас, доколку сакате да бидете целосно, навремено и квалитетно информирани, редовно кликајте на telma.com.mk. Што се однесува до темата за која што зборуваме денес, а всушност Црвена линија ве прашува дали сметате дека се прават доволно контроли на угостителските објекти, еве посочувам и на кои наслови треба да го задржите вашето внимание, значи кликајте на telma.com.mk.
Турбофолкерот Аца Лукас промовирал криптовалута во Кавадарци, за настанот сите надлежни беа известени и дадоа дозволи. Имаше 400, а не 700 гости. Се огласи кафулето за полициската интервенција. Црвена линија денес прашува дали сметате дека доволно и редовно се прават контроли во рамки на работата на угостителските објекти. Добар ден. Ајде, добар ден. Повелете. Вака сега. Во делото на кога зборуваме на настанот што беше Аца Лукас, можам да кажам дека беше тоа театар исцениран од градоначалникот и од институциите на системот. Зашто театарот кога го правеше српските изведувачи, тоа Гроздо Беросо беше таму, знаете кој хаос беше и колку луѓе беа? Втора работа, која е логиката да плаќа Аца Лукас казна кога треба организаторот да плати? А втора работа, треба самите институции да му достават писмено известување пред еден ден на настанот, дека тебе не ти е дозволен настанот, за да тој човек не го ангажира тој човек, да не ангажира ресурси. И втора, за страмота на одредени медиуми што лаже дека 2000 луѓе имало. Па кај ќе соберат толку луѓе, бе, луѓе? Па што спе бе ние луѓето не е овца, па не гледаме? Еве нека искочат тие медиуми да ги кажат како ги изброија дека имало 2000 луѓе. Како ги изброија? Вие да ја прашам дека вашето студио е за 20 души, вие може да бе собере 500 души? Не може. Така да, господјо. Дали според вас еве се прават и редовно контроли, генерално? Не се прават. Знаете зашто се прават редовно контроли таму каде што ти ако не си плукниш кај градоначалникот во джепчето, ќе си имаш контрола. А ако си плукаш редовно, ќе си бидеш мирен. Зашто кафичите не поминат ревизија на... Така, благодарам и вам за учеството. Напомена 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Ово особено го кажувам за оние кои што, а ќе ми биде драго, кои што може би за прв пат ќе посакаат и ќе се вклучат во црвена линија. Доколку сакате да се надополните, доискажете, добре дојдени сте, додека трае црвена линија, секако може да го завртите нашиот број повторно и повторно. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден за сите. Благодарам. Повелете. За пофалба е ако институциите почнаа да работат како што треба, да работат за секој, а не само за некој. За секој да се работи како што треба. Да помина инспекција, пола од децата млади, што се во дискотека, што се во кафичи, се под 18 години. И тие седат до 2, 3, 4 часов наутро. Каде се тука институциите? Или кога имат од некој да спечалат, се е уред, а кога немат, не е уред. Значи да почне нашата држава за сите исто да работи и за сите исто да има казни кој прекршува. Оти страдаат нашите млади деца. Сакаш неки ќе го пуштиш, бидејќи 2-3 другарки одат, имат и повише пари, а мораш и ти да го пуштиш, плаче детето. Ти вика, никој ништо не ни вика, ни одобруваа таму да седиме доколку сакаме. Затоа институциите да работат за секој, а не само за некој. Пријатно и многу фала што ме сослушавте. Секако, секој ден од вас сте добре дојдени да го споделите вашето мислење и став и секако да дадете одговор на денешното прашање. Благодарност до гледачката уште еднаш. Продолжете и гледајте го ова издание на Црвена линија. А во однос на насловот кој што ви го посочив, значи не заборавајте, кликајте на telma.com.mk. Еве што стои како дел од оваа вест. Сопственикот на Рома Кафе со реакција по приведувањето на српскиот турбофолкер и негира информации кои беа објавени во јавност. Тврди дека не е сторено ниту едно прекршочно дело. Објектот за настанот беше издаден под наем и целата правна обврска и одговорност при инспекцијскиот надзор е на тој правен субјект, подкрепено со писмен договор. Аца Лукас имал валиден влез и запазен престој, со што е потврдено од судијата во Основниот суд во Кавадарци.
Настапот беше наменет за промоција на негова сопствена криптовалута, потенцираат во соопштението. Од кафулето негираат дека во кафулето имало луѓе над капацитетот, туку онолку колку што било дозволено од надлежните. Тротоарот за кој имало, но било одбиено барање до општината за користење, не се користел за настанот. Денес Црвена линија ве прашува дали сметате дека доволно се прават контроли во однос на работењето на угостителските објекти. Добар ден. Добар ден. Добро. Јас уште еднаш ќе дадам шанса. Добар ден. Океј, додека еве ми јавува дека имаме гледаш. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Да, имам ја да кажам за организаторот што го брани настанот, дека е управо. А ме слушате, така? Да, внимателно, продолжете. Да, а организаторот со сите тие најави и дозволи што ги добил, регуларно се завршил работа од негова страна. А институциите што дозволиле до 12:30 после полноќ да работи локалот, да не направат никаква контрола, а почнал концертот од 8:30 навечер, од 20:30. И каде бил? Зашто на време не го прекинале тоа? Ако има нерегуларности. Ме разбирате, така? Да, и ве слушаме, продолжете слободно. Да. И не знам што друго да ви кажам, иначе све до институциите, друго ништо, организаториве, да дојде таква мега звезда. Нормално мора да побара дозволи, да пријави све, регуларно да биде и од еднаш МВР му дава дозволи сите тие работи и не му преконтрола во 8:30, му прави во 12:30 пред да заврши концертот 30 минути. Мислам, нема логика. Ме разбирате? А дали ве сметате дека надлежните редовно прават контроли на работата на угостителските објекти? И доволно? Нема шанс. Ја само ќе ви кажам едно. Помидете, направите вие контрола во сите тие локали што се по Западна Македонија и ќе видите. Така, големо благодарам до гледачот. Она што настане исклучување резултат на правилото, бидејќи 90 секунди се предвидени за едно вклучување, доколку сака да се доискаже на дополни сега кој е добредоден, како и секој ден од вас за повторно вклучување и нови 90 секунди. Благодарам многу за одговорите. Продолжете да не гледате понатаму. А ние продолжуваме понатаму да ве прашуваме дали сметате дека доволно се прават увиди и контроли во однос на работењето на угостителските објекти во земјава. Добар ден. Добар ден. Се слушаме Се слушаме, да, повелете. Па вака, овие работи денес кај што се случуваат у Македонија, не се случува ни кој беше Велимир Џаровски. Ова е катастрофа више. Гледате, каде се случува у Кавадар. Најдобриот градоначалник, најбогатиот град во Македонија, и тука да се случи. Бето 300 гости, како што прочитав, 700 гости имало. Сега, нешто, водителка, ја што имам спротивно мислење од вас. Види, контролите, инспекцијата, полицијата, например, се надлежни таму да спречат нешто. А моли ќе се јават на тој што треба да се јават и тој таму ќе им каже остајте така, како му одговара. И тој ако гледа дека тоа што го пријавил е точно, не сме да порекне. Така ние функционираме кој држава. Кој држава така функционираме и затоа нефункционална државата ни. Нефункционална. Например, у МВР тој што е запослен и на лице место бил, кој полицаец. Што работи да види дека нечина да му се јави на... Благодарам за учеството и сега ќе посетам. Внимавајте на времето.
Од тие причини на тајмерот ти ги објавуваме оние 90 секунди кои што се предвидени за секој едно вклучување, се со цел да можете нели во излагањето да имате увид колку секунди одминале, односно да го мерите сопственото време на јавување. Добар ден. Ако сум на линија. Секако повелете. Благодарам, поздрав од општата вака. Ја прво ќе ги поздравам одговорните од МВР во Кавадарци и градоначалникот од Кавадарци, камо да сите беа како него, значи немаше да го имаме оној случај што бидна во Кочани. Ако секој си ја водеше работата како треба. Значи овдека гледаме дека капацитетот е еден, а се пуштат дупло и повеќе. Значи ми се чини дека некој воопшто не води сметка дека се работи за човечки животи, меѓутоа гледаат само дека се работи за пари и што повеќе да заработат и што повеќе што се вика да украдат ако може. Моето размислување е дека значи треба секаде без претходно значи да се обезбеди значи полиција да има обавезно во тој објект каде што се обавува таа забава. Не еден полицаец. Да има најмалце 10 полицајци за да се работи за 200-300, може и 400 души кои што ќе бидат тука. Сигурно дека 1 и 20 не може да се справат со некој што некој ќе се поднапие, некој ќе биде вулгарен, некој вамо таму. Значи фактички со тоа ќе го наруши и комодитетот на останатите кои што дошле да се забавуваат, но некој дошол таму што се вика да се изживува. И ова уште еднаш ќе го поздравам и ќе речам аллал му е на Јанче и камо да имаме Јанче си уште многу, тоа ќе ни ги спасеше и дечињата кои што отидоа во неповрат затоа што некој не размислува. И сега одека полицајците ги бранат. Благодарам за учеството. Останете со нас. Ве префрлам на Facebook. Продолжуваме и со коментари. Почнуваме со коментарот на Тихи Дон. Еве што напиша. Немал дозвола за концерт плюс 3 пати повеќе присутни од дозволеното. И бил кафетерија локалот, а не место каде би се одржувале концерти. Што не е јасно тука. Зарем треба да не се случи ново Кочани, малку ли беше тага, изгледа не учиме од грешките. Томче Тозо Пушка пак напишал. Не оправдувам никого, а и не верувам многу во Министерството и инспектиските служби. Со причина бидејќи тие не одлучуваат, одлучува некој во сенка. Но начинот со кој се врши приведување е крајно некоректно, не само на Аца и на било кој, без никаква вина. И на крај веќе ако имало премногу млади, зошто на време не се реагирало? Поздрав. Поздрав и благодарности до Томче и до Тихи Дон. Продолжуваме во живо. Добар ден. Добар ден, повторно јас. Ако, може, Еве повели. бака сега. Во истата вечер, еве ќе истражите вие медиумите, ќе проверите кога веќе зборуваат дека инспектиските контроли работеле многу квалитетно во Кавадарци на чело со градоначалникот. Зашто нема да го именувам локал, да не го правам реклама? Онаму тама каде што пееше Спасен Силјановски, кој го критикуваше градоначалникот, имаше над дозволеното гости пијанчени и каде работеше кафаната до 1:30. Зашто тогаш тој Спасен и таа кафана не е санкционирана во истата вечер? Ајде молам како медиуми проверете го ова. Не е фер. Знаете како? Ние создаваме непријатели околу нас. Преку музичките звезди се обидува некој да се ги пери своите слабости и изговор Кочани едно друго. Луѓе, дајте ве молам. Законот да функционира за сите подеднакво. Не може од сега тука Аца Лука Спел, ај сега ќе му го направиме на Спасен Силјановски, ќе му го наполниме локалот да не го прави бербат Митко. Ве молам. Проверете го ова како медиум, ќе се уверите самите за што станува збор. Ви благодарам пријатно. Благодариме што и повторно се вклучивте во црвена линија. Продолжуваме со вас да видиме какви одговори ќе добиеме на прашањето дали сметате дека доволно се врши увид и контрола од страна на инспекцијските служби во однос на работењето на угостителските објекти. Добар ден. Добар ден. Секако секогаш предност даваме на гледачите во живо. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Да ви одговорам веднаш на прашањето, дали се врши доволно контрола. Ќе речам веднаш не, едно големо не.
Никој ништо не работи во оваа држава. Секоја чест на исклучоци. Ве молам, кај нас не владее законот и правот. Кај нас владеат ВИП и МИК. На времето ние сме го забележале така, дека тоа се врски и познатство, пак за интерес, и мито и корупција. Се е сведено на тоа. Значи, сите се метнале во таа работа, кој како да грабне од државата. И сите се колнат во државата и во народот. Не сваќате? Абе, не може така тоа, луѓе. Сега зборат и за судството и за ово. Па судството, кој го бира? Го бира другите две власти. Па како сакате да имате независно судство? Како ќе суди судијата? Како ќе го пресуди на овој таму? И фала Богу што не се случуваат повеќе. Вакви несреќни настаника во Кочани може сегде да се случат. Катастрофа ни е во државата, луѓе. Треба да сватиме еднаш, ја не знам, можда јас сум изолт овде, не знам што зборувам. Овде треба да се менуваат работите од корен. Темелна реконструкција на систем. А не државата е крива. Не, има поединци таму. Секој поединец кој го бива, кој не, надвор. Ама кој ќе го направи тоа? Само влез во ЕУ, кај што владеат други закони. Ние неќеме во ЕУ, зашто таму ќе не саат подред, а ние неќеме ред. Вака ни е одлично. Благодарам. Ви велиме и ние благодарам. А драги мои, време да ги погледнеме рекламите, но не го менувајте каналот, по рекламите следуваат и резултатите од денешната анкета. Епа, почитувани, време е да видиме како одговорија на денешната анкета на црвена линија оние кои што не следат на Инстаграм. На прашањето дали институциите спроведуваат доволно контроли во угостителските објекти, со да одговорија 9%, со не 91%. Ако не сте меѓу оние кои што не следат на социјалните медиуми, заследете не и на Инстаграм и на Фејсбук. Секако информирајте се и на telma.com.mk. Останете на Телма. Поздрав од мене, се гледаме во нашиот стандарден термин утре, а она што следува е секако репризното издание на Бизнес Објектив. Довидување.